Наполеон Бонапарта еднаш рекол: "Оставете ја Кина да спие, бидејќи кога ќе се разбуди, светот ќе трепери." Националниот ден на Кина беше прогласен во 3 часот на 1 октомври 1949 година, пред 300.000 луѓе за време на церемонијата на плоштадот Тјананмен. Председателот Мао Цетунг го прогласи основањето на Народна република Кина. Во декември 1949 година, кинеската влада ја донесе резолуцијата на Националниот ден на Народна република Кина, во која се прогласува дека 1 октомври е ден на Кина. Националните денови на земјите се од клучно културно значење, действуваат како символи на независност и го одразуваат владиниот систем на една земја. Во Кина празникот е официјално 3 дена, но обично се продолжуваат во така наречената златна недела на празници. Овој пристап беше воведен во 2000 година, за да помогне во зајакнувањето на домашниот туризам и да им овозможи на семејствата да патуваат, да ги посетат роднините, иако за разлика од повеќето кинески празници, Националниот ден не носи никакви обврски за посета на вашето семејство. Но она што е фасцинантно е дека само во 2019 година околу 782 милиони луѓе патувале за време на празникот. Реки од луѓе на кинескиот зид. И на најголемиот плоштад во светот, Тијананмен. Кинеските туристички агенции официјално нудат магични тури до Аватар Пандора и чудесна тура до лебдечката планина од Аватар, на Жангџијаџие, јужниот небесен врв во јужната провинција Хунан, официјално прикажан во филмот Аватар на Џејмс Камерон во 2009 година. Новиот најголем меѓународен аеродром во светот, Дасинг, беше официјално отворен во Пекинг од страна на кинескиот председател Си Џинпинг на Националниот ден во 2019 година, кога Кина одбележи 70 години од постоењето. Изградбата на аеродромот започна во 2014 година и чинеше 11,4 милијарди американски долари, а летовите од овој аеродром опфаќаат 112 дестинации во целиот свет. Аеродромот во Дасинг прима околу 45 милиони патници. Терминалите на новиот аеродром се на површина еднаква на околу 100 фудбалски игралишта, а целиот комплекс се протега на над 47 квадратни километри. Тоа е во форма на морска ѕвезда,
за да им овозможи на патниците од безбедносните проверки до најодалечените гејтови да не одат повеќе од 600 метри, што е околу 8 минути. Кинескиот народ низ историјата е бесконечно инвентивен. Во средината на холот на аеродромот во Пекинг има огромна бронзена скулптура. Се работи за реплика на воден часовник дизајниран од кинески научник пред 2000 години, кој само потсетува на важноста на кинеската цивилизација и она што таа го дава на науката и технологијата. Големи чекори беа направени во модернизацијата на Кина. Воспоставени се локални и национални електрични мрежи, зајакнат е индустрискиот капацитет, а човечкиот капитал брзо се подобри. Од 1949 до 1979 година. Стапката на писменост се искачи од по 20% на 66%, а животниот век се зголеми од 41 на 64 години. Сето ова ја постави сцената за програмата на реформите и отворањето на Денг Сјаопинг, кој го активира брзиот економски пораст и развој на Кина во изминатите 40 години. Денес списокот на задачи на Кина останува долг, но нејзините водачи работат постојано за да ги завршат приоритетните обврски. Од намалување на нееднаквоста и промена на деградацијата на животната средина до реструктурирањето на економијата. Денес Кина го одржува темпото. Денес таа инвестира во огромни ресурси за да се одржи на врвот во технологијата и науката. Само во 2017 година Шенжен генерираше 338 милиарди долари, односно над 40% од иновативните технолошки бизниси. А следниот план е да се прошири јужната развојна зона на Кина, за да ги вклучи Макао и Хонг Конг. This area is one of the most economically developed area in China nowadays. And by combining Hong Kong and Macau, the central government has a plan to develop the whole Pearl Delta area into one of the biggest bay areas in the world to become competitive as compared to Tokyo Bay and San Francisco Bay. Кинеската медицина, која применува класично лекување, датира од пред падот на династијата Чинг во 1911 година. Кина денес, покрај традиционалната кинеска медицина, има најсовремени методи на лекување. Tencent разви и поседува WeChat повеќенаменска супер апликација со над милиарда активни корисници месечно. И тие сега ја применуваат апликацијата во многу области, како здравието и медицината. The phone is a good point of contact to connect to other devices. I input some symptoms on a WeChat interface, then there's an AI robot at the back end that tells me what potential departments and specialties that I should go to first try. In cancer screening, we make use of AI-assisted medical imaging analysis to enable radiologists to better find early tumors. AI never gets tired. Computer can work 24 hours a day. I'm very optimistic. I can foresee that AI being applied to other types of detection. There are really numerous opportunities that the product teams that we have are trying out. Она што е јасно е дека вештачката интелигенција и роботиката се следната арена и предизвик на Кина.
а пристапот до големите податоци може да им даде предност. The oil that makes the AI machine run is data, and China will have more data because of its people and because it is able to direct and use their data as they wish. So China may be very well positioned to be one of the two leaders in artificial intelligence. Кина измина долг пат во изминатите 40 години и денес таа е еднината на светот. Промената во историјата може да се случи на многу различни начини. Еден историски настан може да има различни форми и влијание. Но она што е прашање денес е дали технологијата може да го промени размислувањето и развојот на цивилизацијата не помалку од политиката. Тоа секако дава поинакво значење на идејата за револуција. Кина ги гради највисоките згради во светот, најдолгите мостови, најдлабоките тунели, најбрзите железнички возови, огромни пристаништа, над 100 аеродроми. Во 1980 година, помалку од 20% од Кина беше урбана. До 2030 година, 70% од целокупното население, односно 1 милиарда луѓе, ќе живеат во градовите. Старите градови се градат. Yours pop, huh? Додека се градат стотина нови, оваа огромна промена ја трансформираше земјата и имаше своја цена. Висока 580 метри, кулата Шангај Тауер сега е повисока од тајванскиот облакодер Тајпеј 101, кој досега со своите 509 метри беше највисокиот објект во Азија и втор во светот. Облакодерот во кинеската финансиска престолнина Шангај, чие што градење чинеше 14,8 милиарди јуани или 1,8 милиарди евра. Кулата во Шангај е прекрасен символ на напредокот на Кина, но тоа не е само празен символ. Создаден со најсофистицирана дигитална технологија во светот. Тој вклучува најсовремени одржливи системи и е пионер на вертикалниот урбан двор на секој начин, архитектонски, еколошки, културно, и не само што го символизира напредокот, туку го редефинира. Тоа што на другите им е сон, стана реалност на Кина. Најнаселената земја во светот ја искорени сиромаштијата. Резултатот што го запрепасти светот беше постигнат 10 години порано, отколку што беше предвидено со Агендата за развој на Организацијата на Обединети нации до 2030 година. По 18 години борба против сиромаштијата, Кина ја исполни својата цел. Повеќе од 100 милиони луѓе од 832 сиромашни кинески области и 126.000 сиромашни села се ослободени од сиромаштија. Не само што постави рекорд, туку го стори тоа дури една деценија пред предвиденото, со агендата на Програмата за развој на Организацијата на Обединетите нации. Кина останува најголемата земја во светот. Таа ќе продолжи да ги консолидира резултатите од елиминацијата на сиромаштијата и подготви нови мерки за ревитализација на руралните средини. Во иднина таа ќе се стреми за развој на земјоделството и руралните области со воведување на поинтензивни мерки и здружување на повеќе ресурси. Кина има систем на управување стар околу 2000 години, кој што несомнено влијае врз начинот на живот и меѓучовечките односи, да се поврзе највисокиот авторитет во престолнината со најоддалеченото село преку совршениот баланс на живење меѓу модерниот свет.
во кој повторно се користат старите традиционални техники. Речиси истовремено со москавичниот техничко-технолошки развој на Кина. Големата современа држава последниве 2 децении се развива во еден мултикултурен контекст. Спојот на современите светски струења и традиционалната кинеска уметност, балансирана единственост, глобалните општества и разновидноста на современата светска уметност ја прават кинеската култура многу атрактивна. Особено внимание привлекува седмата уметност – филмската. Кина доби свој Холивуд, филмски град со големина на 500 фудбалски игралишта. Овој филмски град беше презентиран како најголема инвестиција во светската историја на филмската индустрија. За изградбата на новоотворениот комплекс со површина од 376 хектари беа потрошени 6,5 милијарди евра. Комплексот е сместен во летувалиштето Чингдао на приватниот кинески конгломерат Ванда, кој е иницијатор на проектот. Веќе се изградени 30 студија, меѓу кои најголемото студио во светот. Над 1000 филмови и телевизиски емисии се снимени во светските студија Хенгдијан, вклучително и големите филмови како што се Crouching Tiger и Hidden Dragon. Во студиото на Хенджијан во еден момент се снимаат и по 30 филмови. Кинеската филмска индустрија е втора во светот. Films like Transformers 4 and also the Pacific Rim, they did so well in China. That's because people in 30th Chinese cities, they are new to this movie-going experience, and all they want is the sound effects, is the special effects, is the kind of gigantic robots that roam the screen that you cannot find in a Chinese film. Координаторката за снимање Рейни Лине не носи натура низ филмското студио Хенгдијан. So this is the Forbidden City. Yes. And what we're talking about here is a one-to-one, brick-by-brick replica of what I would find in Beijing. Yeah, it's not allowed to shoot in the Forbidden City because it's ancient and it's easy to be destroyed. So we reproduce a kind of this one-to-one shooting base here for those who want to shoot in the Forbidden City. Она што го прави интересно е фактот што доколку сакате да снимате филм на овој простор, режисерот не плаќа за тоа. Па од тука прашањето, од кои финансиски средства се одржува студиото? Yeah, we make money, we make profit from these tourists. They need to pay. They pay a ticket. Yeah, you can watch and maybe you can meet your loved stars and maybe you can get signed from here. Ова филмско студио годишно го посетуваат најмалку 12 милиони туристи. Културата на оваа земја може да се класифицира како елитна, античка, модерна и народна. Елитна кинеска култура е поврзана со истакнати личности во историјата на земјата, кои придонеле многу за нејзиниот развој. Античката култура на Кина е таа што се создала до 1840 година и е со типичните карактеристики:
кинески традиции, калиграфија, сликарство, музика и опера, образование, филозофија, економија, наука, политика и така натаму. Од генерација на генерација, историчарите се согласуваат дека современата економска моќ на една земја директно зависи од фактот дека Кина во античко време можеше да создаде и да ја зачува големата култура, благодарение на што постои мултинационално стабилно општество и хармонија. Во Кина живеат 56 националности, од кои секоја има своја култура, народна музика и танц. Современата кинеска култура е спојна традиција на локалната и западните традиции. Уметничките производи кои последниве 2 децении се создаваат во Кина се на самиот врв на светските културни вредности, а извонредно големиот број галерии и простори каде што се презентираат уметничките дела ја прават Кина атрактивна дестинација за влюбениците во уметноста. И тука некаде се враќаме на почетокот на оваа наше празнично патување низ кинеската култура и цивилизација. Се враќаме на она што некогаш го кажал Бонапарта. Несомнено не погрешил. Светот трепери. Од убавината на традицијата, од достигнувањата во технологијата, од модерните градови полни со облакодери, од архитектура каква што нема на ниту едно друго место, од звуците на цитрата од операта, од вкусната храна или миризливите градини. Трепери од современиот Шангај, мистичниот забранет град, импозантниот кинески ѕид. Светот трепери, затоа што Кина е будна.